568 пензионери од општина Газибаба ќе добијат по 2500 денари финансиска помош на своите сметки. Станува збор за пензионери со ниски пензии кои се пријавија на јавниот повик на општината, сподели денеска градоначалникот Бобан Стефковски. Пред само неколку дена беа исплатени средства на 510 пензионери. Со денешната исплата вкупната бројка изнесува 1078 пензионери кои добиле поддршка од општината. Градоначалникот во својата објава истакна дека комисијата продолжува со работа и во следните денови ќе следува нова исплата за наредната група пензионери. Помошта ќе продолжи се до исплаќањето на сите 2700 пријавени пензионери. Општина Газибаба се грижи за сите категории на граѓани. Никој не е заборавен. Ова не е прв пат да се даде поддршка на пензионерите со ниски примања. Во време на енергетска криза обезбедивме финансиска помош за трошоци за електрична енергија, потенцираше Стефковски. Во општина Илинден денес и утре ќе се одржи првиот регионален саем за економски развој Експо Илинден 2025 во просториите на спортската сала Гоце Делчев во Илинден. Станува збор за регионален саем при што генерален покровител е општина Илинден, а организатор Панекс Експо, кој ќе биде фокусиран на промоција на економските можности на регионот. Целта на саемот е да се поврзат локалните бизниси, претприемачи, инвеститори и други клучни актери за стимулирање на економскиот развој и создавање нови можности за раст. Во текот на овие 2 дена ќе се представат компании од различни сектори, како што се од областа на индустријата, градежништвото, земјоделието, туризмот, угостителството и технологијата. Саемот ќе биде место за размена на идеи, контакти, искуства и проекти, токму она што му е потребно на современиот економски развој. Програмата вклучува и забавен дел, вечерни активности со диџеј и музика со што се отвора простор за вмрежување во опуштена атмосфера. За посетители саемот ќе биде отворен во текот на овие 2 дена, од 10 до 18 часот, а од 19 часот почнува забавната програма на паркингот веднаш до спортската сала Гоце Делчев во Илинден. Денеска со низа македонски изведувачи е една од најпопуларните светски музички ѕвезди, легендата на хаус сцената и добитник на Греми награда Роџер Санчес. Започнува културното лето и одбележувањето на јубилејниот 70-ти роден ден на општина Киселавода. Како што сподели градоначалникот на општината Урце Ѓоргиевски, се работи за низа културно-забавни случувања кои започнуваат од денес, четврток, а финишираат на 29 јуни. Културното лето ќе се одвива во 4 вечери, на 26, 27, 28 и 29 јуни, на 2 локации, во Расадник, платото пред салата Расадник и кај крстот во Драчево. Од 20 часот и 30 минути диџеј сет ќе имаат диџеј Мац, диџеј Ампов и диџеј Дејан Мицкоски. По нив настапува мега популарниот светски артист и продуцент Роџер Санчес. Следејќи го концептот за шареноликост на музичките стилови и константност во однос на квалитетот на понудата. Културното лето на општина Киселавода утредента на 27 јуни со почеток од 20 часот и 30 минути продолжува кај крстот во Драчево, каде ќе настапат културно-уметничкото друштво Китка, Огнен Здравковски, Миле Кузмановски, Бојана Скендировски, Сузана Спасовска и Каролина Гочева. Во сабота на 28 јуни исто така од 20 часот и 30 минути во Расадник на програмата се Next Time 2 бона и сладка ристика. Во недела денот ќе започне од парк Македонија во 10 часот и 30 минути, со богата детска програма во која се вклучени аниматори, забавувачи, децата од сите детски градинки. А во игрите без граници ќе можат да се приклучат и децата кои ќе одлучат да дојдат на настанот како публика. Вечерта во Расадник од 20 часот и 30 минути стартува финалната вечер. За одличната забава ќе се погрижи Теа и Екзит, а со стендап ќе ве насмеат Бојан Велевски и Маријан Ѓорѓиевски. Водители на настаните ќе бидат Сашко Коцев, Драгана Левинска, Миро Кацаров и Верица Донев. Поканети сте сите, вашето присуство ќе ни значи многу. Дојдете да се забавуваме и да создадеме прекрасни спомени заедно, истакна градоначалникот на општина Киселавода Урце Ѓоргиевски. Денес, заедно со заменик министерот за социјална политика, демографија и млади Ѓоко Велковски, ја посетивме прекрасната локација Сараџево, во близина на селото Раштак, место кое полека но сигурно се развива во едно од омилените излетнички катчиња за скопјани. Благодарение на поддршката од општествено одговорна компанија, на оваа локација се изгради нов летниковец и современо детско забавно катче, што ја збогатува понудата за рекреација и семеен одмор.
сподели денеска градоначалникот на општина Газибаба Бобан Стевковски. Тој посочи дека на почетокот од неговиот мандат засадиле 3200 нови садници на дрвја на овој простор, како дел од нивните напори за унапредување на животната средина и избогатување на зелените површини на Скопска Црна Гора. Додава дека ќе продолжат и во иднина со инвестиции во уредувањето и развојот на Сарачево, со цел ова место да стане вистински простор за релаксација, дружење и контакт со природата. Исто така ги повикува граѓаните да го посетат Сарачево, особено за време на летните горештини, и да уживаат во природните убавини на Скопска Црна Гора. Овие простори не повикуваат на мир, свеж воздух и заедничко доживување на природата, која ни е дадена да ја чуваме и негуваме, истакна Стевковски. Општина Центар и ова лето обезбедува згрижување на деца од прво до трето оделение до 10 години во детските градинки на подрачјето на локалната самоуправа. Во моментот се згрижени над 100 деца во 7 клонови на градинките 13 ноември, Кочорацин и Раде Јовчевски Корчаги. За упис потребни се апликација, доказ за вакцинален статус и фотокопија од лична карта како потврда дека детето е жител на општина Центар. Наш приоритет е секое дете да добие квалитетна грижа, а родителите да имаат поддршка во текот на летото. Заради зголемениот интерес од страна на родителите, ја проширивме листата на објекти во кои се згрижуваат деца, посочи градоначалникот на општина Центар Горан Герасимовски. Децата се примаат во 7 клонови: Раде Јовчевски Корчагин, клон Пинохио, Кочорацин, Бели Мугри и Наум Наумовски Борче, како и 13 ноември, Беко и Парк. Во текот на летниот период, општина Центар континуирано им излегува во пресрет на родителите со работни опрски, згрижувајќи ги повозрасните деца во градинките каде што можат да се дружат и да се социјализираат, квалитетно поминувајќи го своето време, порача Герасимовски. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расу тесни. Вечно ке ја